И здраво фантазери! Ние сме повторно со вас, бидејќи конечно заврши репрезентативната пауза и време е да се вратиме на фантази. Ово е време кај што најчесто се прават, тоа ще те најдам тебе од почеток. И здраво фантазери! Ние сме повторно со вас. Конечно заврши репрезентативната пауза и време е за фантази. Као што знаеме, овие паузи репрезентативни најчесто ги користиме за користење велтка. Пак не видор. И здраво фантазери! Јас и Филип сме повторно со Како вас. че го зел. И здраво фантазери! Јас и Филип сме повторно со вас, бидејќи како што веќе знаеме, конечно заврши репрезентативната пауза. Но во меѓувреме имаме една новост. Од денеска Скопско е нашиот нов официјален спонзор и лигата ќе се вика Скопско геймплан и скратен корнер. Бидејќи светското првенство оваа сезона се наоѓа во средината од првенствата, односно кое во прашање премиер лигата, тоа е после 16-то коло, моментално сме пред почеток на 9-то коло, ова е најпогодно време за да се направи wild card. Затоа Филип ја искористи таа можност и може да ни го представи тимот со кој планира да влезе во 9-то коло. Јас не можам да го направам тоа, бидејќи веќе го искористив тоа во 7-мо коло, немав доволно играчи, беше полупразно коло и мораше тоа да се случи, така да до 16-то коло ќе го крпиме тимот. Да, можеш последен кажеш како си поминал. Не мора да ви кажам. Си пресирам Да, се. значи како што кажа Перица, зошто wildcard баш у 9-то коло? Тоа беше едната причина, бидејќи точно на половина на првиот дел од сезоната, а после 16-то коло, како што веќе повеќе да знаеме, ќе имаме неограничен број на трансфери. Значи имаме као Кој ќе освои светско првенство? Аргентина. Добро, јас сум за Бразил. Јужна Америка, идеме Јужна Америка. Да. Добро. Добро, друга причина околу wildcardот е бидејќи Ливерпул, Арсенал и Манчестер Сити во наредните 4 кола играат сите измеѓу себе. Така да може да кажеме дека најмногу од играчите што до сега ги имавме во екипите, сега ќе играат едни измеѓу други, едни против други. Така да тоа е исто така причина. Но тоа се гледа на индивидуално ниво, бидејќи мене тоа не ми значи ништо, затоа што играчи од такви тимови би требало баш во такви надпревари да придонесат нешто. И сега ти играш на различен Баш начин. така, ја играм на друг начин и тоа ми менја. И меѓу другото многу битен фактор е тоа што во 12-то коло има празно коло за Арсенал и Манчестер Сити, нема да играат, значи Да, тоа да. и тоа исто така доста битно. И друга и последнината причина, како што наведовме на почетокот, е паузата од 2 недели за репрезентации, сите повеќето од играчите играат, нели? И во тие 2 недели може да се случат повреди, ред други работи, што може да допринесат за да ставиме или да извадиме некои играчи, Да, како на пример Исак, кој што доста луѓе го ставија пред 8 Добро, коло, Исак, сега нема се да повреди и нема да игра, мислам дека околу до Па, ноември, кога што знам. месец дена сигурно. Да. Така, и се околу мојата wildcard екипа. Ајде, подготвени сме. Да, јас избрав да идам со тројца биг хитери, значи ги имам Салах, Кейн и Халанд и тие тројца голем дел од буџетот нели земаат. И поради тоа требаше во некои други делови екипата да се ослаби. Тоа конкретно тоа е во одбраната каде што идам без Кансело и без Трент. Таа одлука нели ќе видиме дали ќе донесе резултати или не. Добро, Джеймс го имаш. Джеймс ги имам, да. Значи ќе имам Джеймс, ќе кажам кој ги имам. Околу Кансело и Трент играат меѓу себе во 11-то коло, каде што јас лично не очекувам да двете екипи ќе дадат гол, така да нема да имаат клинчи според мене. 12-то коло, веќе од 12-то коло планирам да го ставам Трент, а Кансело пак има празно коло. А 9-то и 10-то Ливерпул игра со Арсенал и Брайтон, окей, со Арсенал би требало да примат, а со Брайтон ќе видиме. А Манчестер Сити игра со Манчестер Юнајтед, повторно тешка утакмица и со Саутемптон кај што се фаворити да не примат гол. Значи и двајцата играчи во наредните 3 кола имаат, а Кансело во наредните 4 кола, само у едно коло се фаворити да имаат клиншит. А исто така да напоменам дека Кансело у текот на сезонава има лоши напаѓачки бројки, доста полоши од лани и може да кажеме сите што го имавме до сега, на некој начин имавме малце среќа да има толку напаѓачки returns. Добро, тоа се сложувам, бидејќи јас го земав Диас, затоа што Да. е значително Еден поевтин, поевтин, да, да. поевтин и очекувам
да ја исполни она негова квота, бидејќи тој секојаш давал 2 до 3 гола, мислам 2 сезони го гледавме премиер лига и тој го имаше. Тоа затоа Да, очекувам да, тој тренд да продолжи. Тоа е околу зашто идам со тројца јаки играчи, а за да играм без двајцата најдобри дефанзивци. Значи да останеме на одбраната, ги ставам Джеймс и Трипије кои што се у повеќето од тимовите. Трипије одлични напајачки бројки, одлична одбрана. Джеймс со Трент има најдобра статистика и оваа година и лани, со тоа што повеќе од очекувани, поголем број на очекувани дадени голови има него асистенции. Значи уште поголема вредност и од Трент може да кажеме дека има, сега не играва толку добро одбрана, али можеби потрке направи нешто. Би требало да се подобри Да. конечно. Другиот пик ми е Зоума од Весхем. Они се топ 5 одбрана у лигата и имаат одличен распоред, затоа го бирам него и е ефтин исто така, како што реков, бидејќи имам тројца јаки играчи, морам другите да ми бидат поевтини. Голманската позиција ми е најголемиот можеби проблем. Идам со дабл ап на Лестер, Варт Иверсон, значи таа позиција ќе ми земе само 7,9 милиони, што е многу малце. Да, и ќе ти донесе Да, затоа Ова имам пари кажеме, за другиот пече дел. споени. Бидејќи имаш еден голман што е за Championship, еден што е за League 1. Многу лоши голмани, али не се топ 5 најлоша одбрана во лигата и нема среќа до сега, значи имаат очекувани примени голови на кај 11 ако не се лажам, а примено 22. Сега тоа е ризик, али ќе видиме, имаат 5 Добро, гола, да. 5 одлични гола имаат. Има добар распоред, тоа Да. зошто не се проба. И другата позиција ми е Гуеји од Кристал Палас. Лани бе одлична одбрана, оваа сезона се доста лоша одбрана, ама сите кола до крај до светското првенство ми се одлични. Значи повторно ги напаѓаме утакмиците, распоредот. Значи тоа е стилот на игра кој што го практикувам. Многу ми е битно која екипа со кои екипи игра. Значи ако има добар распоред, гледаме дека ќе има подобри бројки и се надевам клиншици. Иако оваа сезона тоа не беше случај. Многу тимови кои има добар распоред, нивните играчи не ни донесоа многу. Како например, Например, сега ти покажам. Така Као става. например Ливерпул на почетокот од сезоната кога нема клиншит со Фулам и со Кристал Палас. Јас имав Да. дупла одбрана и тоа ме чинеше многу. Океј, долгорочно мислам дека според мене е добра тактика да напаѓаш распоред, али кој како сака. Сите имаме нели различни начини на менаџирање на Океј, се екипи. тоа. И последната позиција од одбраната ќе ми биде, уште не знам кој ќе ми биде, опции ми се Салиба, Уокер од Сити, ако него не игам да го ставам, и Ботман од Њукасл. Ботман ради Се. тоа што е најефтин, иако последното коло не играше, али е најефтин дефанзивец од Њукасл и мислам дека ќе игра во Многу се задржавме на одбраната и идеме у средина. Бейли Перира како ефтини играчи кои што играат цело време и можам од секое време доколку некој не ми игра да улетаат. И другите тројца мислам што ќе играат цело време Заха, Медисон и Салах. Салах нема потреба многу да се збори, ако многу луѓе го вадат, не знам зашто. Демек лош игра, Јасно да е на тие. а бројките му се као на Кевин Де Бруин, а Кевин Де Бруин го правиме као да е у форма живота, а има исти бројки као Салах, така да све е тоа перцепција. Сала одличен го се нема уште. Халанд. Тоа можеме да заклучиме. Добро. И Медисон, како што кажав за Лестер, одличен распоред и Заха исто така одличен распоред, исто како за други. Заха има одлични бројки. И да, а Медисон нема, али се надеваме дека ќе се подобри у иднина. И у нападот Кейн, Халанд ми се двајцата. И третото место се уште не се знае ќе ми беше Исак од Њукасл, се повреди, се опции ми се Тони, Вилсон и трета опција што не верувам дека ќе го ставаме Воткинс од Астон Вила. Исто има Вилсон добар здрав распоред. или? Здрав. Добра, Да. добра опција. Само не знаеме дали ќе трга одма од старт или пример следното коло сигурно ќе игра од прва постава. Кој друг би играл напад на Никосл? Ќе измислат нешто, не знам. Желинтон ќе се врати. Не знам. Ама да, валјда ќе игра. Но ми е опција исто така. Добро. Митровиќ, да се напомена, не го ставам, бидејќи игра следни две кола, има тешки утакмици со Њукасл и Вестхем, едни од подобрите одбрани у лигата. Исто така имам дефанзивци од тие две екипи и не сакам, тоа е исто причина, не игам да имам дефанзивеци напаѓачи од екипи што играат против себе. И Филип ги прочита своите предлози за Wild Card, иако не му е завршено. При крај му, околу
85% му е готово. 12-13 играчи се фиксни уште некои Да. два тројца макс. Бијќи јас искористив wildcard претходно коло, не знам дали да ви го читам тимот подобро не. Ќе одиме со останатите членови од геймплан кои ти исто користат за ова коло wildcard и ги имаме најпопуларните опции кои тие ги бираат за деветото коло. Меѓу нив се Мартинес на голот, заради добар распоред се разбира и веројатно ќе почне да игра Астон Вила како што треба. Айверсен како втора опција неупотреблив. Потоа имаме Трент, Джеймс, Трипие, Кресвел и Неко Вилијам заради цената. Кресвел има добар распоред на прекиние. Трипие исто се покажа ова сезона дека е одлична FPL опција. Исто е на прекини. Джеймс, веќе кажа Филип дека има одлична статистика. Трент е Трент, иако не модеше досега. Очекуваме тој да почне да придонесува. Потоа го бираат Салах. Јас лично го немам Салах, бидејќи Мислам дека сите што изигра Wildcard у 8 коло го нема Салах ради Бленкот и сега тоа беше главниот момент. Бленкот, да, Кој што играше у 8 коло Wildcard, ниту еден го нема Салах. Да, управо скоро сите го имаат Кейн. Да. Иако тоа не беше случај пред тоа, но Да. Тоа е главната мене разлика. искрено не можам да очекам веќе Салах да проработи, бидејќи го имам Диас, што мислам дека може да го надополни тоа што Салах го дава. И затоа ќе одам со Диас, додека се може да се оди со Диас. Потоа ќе видиме, секако можам да вратам Салах со минус 4 да го избркам Кейн. Бовен, и јас го имам Бовен, има добра статистика, има добар распоред, иако Филип не се сложува со тоа. Тој е анти-Бовен. Нема добра статистика. Има добра статистика. Барем до за 8-то коло не ја видов, но до 7-то коло имаше добра статистика и сите што направија wildcard, скоро сите го ставија Бовен. Добро, не можеме да гледаме за едно коло, бидејќи сепак фантази си игра 38 кола и можеме да почекаме за некој коло. Медисон, тој е меѓу оверачиверси, има 3 гола од 1,14 expected goals, но Медисон е на прекини, тој секојаш оверачивер, затоа и преферираме, распоредот е одличен за Медисон. Во Лестер уствари нема кој друг да го прави тоа, бидејќи Варди не е у форма. Може би Барнс може да се придаде, но може да. Сепак ќе со Медисон заради прекините првенство. Дака. Патсон Дака. Ако он игра, исто може да е добра опција. Може да е добра опција. Околу 6 милиони мислам дека. Само прашање дали ќе игра цело време. Да. Бели заради цената и распоредот, во прво коло го имавме сите заради добрите пријателски утакмици пред почетокот на сезоната. Сега повторно се враќа во тренд, бидејќи цената му падна на 47. Да, му падна цената, но постигна и гол. И најмногу заради цената, не дека има добра статистика, но кој имаш некој со 4-7 да не постигне гол, нема да ти е криво. И Перира е последната опција од средина. Најмногу заради цената, игра константно, Фулам исто 4,5 да не донесе ништо. Океј, тој е тука за клупа, као втора или трета опција и тоа е тоа. Во напад е Халанд, тука нема што се коментира. Тони, со океј распоред, со одлично 6-то коло. И очекувам исто Тони да постигнува поголоци до светското првенство. И Митровиќ има повреда сега од овие две утакмици. На првата се повреди, втората играше постигна гол, но повторно на крајот имаше зајавој, држеше летна зглобот. Да. Не знаеме дали ќе да настапи за деветото коло. Да, чекаме пресконференција, да видиме слики од тренинзи. Тоа е тоа. Потоа можеме да ги споменеме исто и Поуп. Поуп може би е добра опција. Да се упари со Трипие во одбраната, како двојна одбрана од Њукасл заради добар распоред. Емерсон заради цената, но не знаеме дали сигурно ќе игра, бидејќи Кресфел е прва опција, но мој знае често и да стави со 3-4-2-1 да играат или 3-4-3 како и да го кажеме. Емерсон игра вингбек. Ако тоа го прави, тоаш вингбек од 4 милиони е одлична опција за фантази. Заха со одлична статистика, но сега игра со Челси. Не знаеме колку е
Добра опција за ова За коло, ова коло но може не, али за сите ако гледаме останали. долгорочно, за да не Да, се да. прави трансфер, полосно може се земе сега на wildcard. И ги имаме Хаверц и Стерлинг. Хаверц беше одличен во репрезентативната пауза. Постигна 2 гола со Англија и Да се напомене дека мало не знаеме последната опција е Стерлинг, че овие двајца се стајни најверојатно пошто се сите На- останати членови навијачки. на екипа се навијачи на Челси. е, Чисто да знае. Очекуваме од Потер да ги подобри, ајде да кажеме така на крајот. Добро, Ајде да тоа е видиме. тоа кога сме кај wildcard, да преминеме Да. во дефанзивна статистика. Да, може. Тимска дефанзивна Да, статистика. ајде идеме прво со најдобрите одбрани у лига. Како и секоја коло, Манчестер Сити, Арсенал, Тотенхем, Брайтон и едно мало Ново изненадување име. у топ 5 Весхем. Они се на дно на табела меѓу последните екипи, а имаат топ 5 најдобра одбрана у лигата. Се врати мојсно старото негово играње одбрана, цврста одбрана, а не толку фокус на нападот. И тоа е изненадуваче дека и покрај тоа што се мислиме како се 17 на табела, се топ 5 најдобра одбрана и со овој распоред што го имаат, затоа јас лично ги таргетирав да ставив зум во одбрана. Тоа е едно големо изненадување тука. Иначе Манчестер Сити со 0,56 очекувани примени голови по утакмица се убедливо на прво место. Која сезона веќе? Трета, четврта сезона поред се континуирано убедливо најдобра одбрана во лигата. И тука Ништо можам да ново. прашам зошто ти немаш одбравени играчи од Сити. Како што кажав, 12-то коло не играат, сега играат со Манчестер Юнайтед кај што чекам да примат од контра гол од Рашфорд. И 11-то коло играат со Ливерпул. Значи 3 од следни 4 кола, едно не играат, едно со Юнайтед, едно со Ливерпул. Не откор. Од корнер може од корнер. И само, значи едно полно коло имат, и тоа се коцкам и не ставам ниден од Манчестер Сити. Добро, тоа пак Да, индивидуално легитимно. нема да коментирам, окей. Да, Салиба ти е пред Вокер, не а не Арсенал исто не игра 12 Да, коло, да. исто има Салиба ми е планиран. две тешки Да, Салиба ми утакмици. е планиран, ако го ставам во екипа, само во 11-то коло ги ми. Во ниедно друго. Добро. Се има планче. Не се мешам. И најлоши одбрани во лигата, Нотингем Форест, Лестер, Фулам, Кристал Палас и Бурнемаут. До две екипи имам одбранбени играчи, како што кажав. Голманската позиција е многу сериозен проблем, иако има Подруго си е. Боле, Сала пример- Кейн и Халанд, подруго си Да, е. значи подобар распоред од овој на Лестер не е возможно да имаш у Премиер лига. А полоша одбрана од ово на Лестер, Е, не исто можеш не да е имаш возможно. до лига. Тоест можеш да имаш Форест за Така да 0-0. ќе видиме што ќе испадне на крај. Добро. А за Кристал Палас кажав дека ова не е многу добра одбрана, сезонава многу тешки утакмици има на почетокот и затоа сега освен Челси сите останати на превари им Мисли се добри, да. им се со лоши со ниту една екипа од топ 6. Тоа е колку одбраната. Да, и Бормут го имаме тука. Да, Бормут после- после трето или четврто коло беше во топ 5 најдобри одбрани. Тоа е Кој- тоа. Кога имаш мал семпл size, тоа може да се деси, си се враќаат стварите у нормално. Да, има полоши резултати, сега се во топ 5 најлоши имат подобри резултати. Исто тоа можеме да го кажеме. Кога сме кај најдобрите офанзивни тимови, на прво место пак е Сити со 2,14 expected goals. Да. Втор Ливерпул со 1,94, Арсенал со 1,91, Брайтон со 1,82 и Тотенхем со 1,77. Да се спомне за Ливерпул, сите ние нели збориме како не су форма, играат лошо и Да. така натаму. Тие се underachievers од тимовите Бројките си кажуваат дека Ливерпул е се уште таа екипа која што знаеме дека е и ради тоа иде Сала во Wildcard. Инаку Брайтон се наоѓа во недобрите 5 Да. одбранбени и недобрите Што? 5 офанзивни, но сега го нема Потер и можеме да напоменеме дека Брайтон се во топ 5 најдобрите одбрани и Но. топ 5 најдобрите напади, но сега го нема Потер, Да. пристигна Дезерби и ќе мора да Голем- почекаме да видиме. голем прашалник што ќе е, се не се случува знае со нив. како што ќе се случува со нив, така да. Повеќето од луѓето има играчи на Брайтон пред паузава, сите од нив ги продадоа, сега не верувам дека многу играчи, ако уопште и некој ќе има играчи од Брайтон. Па добро, Паскал Грос беше Да. најчесто купуван и Тросар. И од одбрана некој комплетуваше. Да. Санчес најчесто беше Да. на гол. Добро, кога сме кај најлошите 5 офанзивни тимови, Бормут е на прво место, се И извинувам. 0,47 Криминално expected goals, најлоши. прелошо.
Астон Вила е втора со 0,87. Овој дечко сака Воткинс да го земе за напаѓач. Него ценам кај играч, стрикно ради Заради распоред. фантаси, добро. Ради распоред. Саутемптон 0,96. Добро, ми е чудно малку, бидејќи Саутемптон не играше толку лошо, но сепак треба уште оваа млада екипа да се воигра, бидејќи имаат многу нови играчи на позајмици и очекуваме Казен Кутел тоа да го склопи и на петто место е Nottingham Forest со 1,08. Добро. Понатаму. Сега преминуваме на underachievers и overachievers. Кај underachieversiте препуштам на Филип. Како и минатата епизода, тука се уште е Варди, значи има очекувани, се очекувало да даде 1,18 голови, ама нема уште да е на гол. Не знаеме дали излага во форма, дали остар или што и да е, и веќе го изгуби две утакмици поред. Дака игра управи данес. Ќе видиме што ќе биде. Другите од битните играчи е Боуен, кој што има 1,23 expected goals. Во 7 утакмици. Има добра статистика. Тоа е помалку од 0,2. Океј. Тоа е лошо. Океј. Сега, ама се очекува да даде, значи гол. Кај да е, така да. Ајде, се надеваме. Сон беше вака? Сон беше, да, само што не можеме да ги споредуваме Сон и Боуен, тоа е Не криминал. знаеме, ќе видиме. Марч Вилок и Жоелинтон. Тоа се другите тројци играчи. Прв е Марч со 1,81 очекувани голови до сега, нема ништо да е. Тука се интересни Вилок и Жоелинтон, затоа што Вилсон е доволно спремен, а Исак нема да игра и може еден од нив да настапи кој напаѓач на Ньюкасл во наредната кола. Ќе видиме. Жоелинтон има играно како напаѓач. Да, ова може би интересна опција. Да. А Overachievers? Overachievers Се знае кој е прв. прво место Халанд. Не умерува ништо, 6,52, тоа е премногу во овие 8 6,5 очекувани дадени, има 11 гола. Да, 11 дадени. Нереално. Второ е Медисон со 3 дадени, 1,14 expected goals. Но добро, пак напоменавме кај Медисон дека тој е на прекини, може да се случи асистенција, шутира слободни, многу добро. Се изведе, 8 пенали. Има шут добро далеку. Најчесто е overachiever, така да и иако е во оваа колона кај овие играчи не треба тоа да не плаши, веќе има добар распоред и тој е главниот во Лестер моментално. Трето место е Тони со 5 дадени на 3,18, но ова не е лошо. Ова е окей. 3,18 со 2 дадени голови од очекуваните. Да. За напаѓач ова е пола од Халанд, но добро. Не знам дали други напаѓачи имаат таква статистика со 3,52. Секако е подобро. Можеби Митровиќ. Секако е добро кога напаѓачот ти Колку има? Overachiver. Да. Митровиќ. Сори, да. Не е Overachiver. Не е заради пенал. Кој ти ги дава? Да. И на крајот Салиба со 2 даени, 0,34 Он очекувани голови. 3 шутов гол, 2 гола даде. Кој го има, сега е чест. А кој сака да го земе, не знам што да кажам. Да. Посебно со Тотенхем и кој друг беше? Со Тотенхем и со Ливерпул. Со Ливерпул. Да. И 12 празно. Да. Само 11 е поболно со Лиц. А иако и Лиц е солиден И се напад. ни стера хетрик. Да. Околу идеме сега кај најкупувани, најпродавани играчи. Да. Најкупувани играчи се Салиба 238.000 луѓе, Тони 232.000, Трипие 203.000, Заха 188.000 и Митровиќ 163 и Медисон го пропуштил 223.000. Да. Сите овие играчи, освен Салиба можеби, Ќе се најде во твојот чиста опција за wild card. И ти ќе имаш Не, неверојатно. Митровиќ нема да го имам. Добро. Очекувано. Така да, очекувано сите овие играчи се опции за wild card. Ништо чудно овдека, освен што како што кажавме треба да се види за Митровиќ околу повредата, дали е сериозно, дали ќе пропушти една утакмица или ниедна. Да. Кога сме кај најпродаваните играчи имаме доста интересни имиња. На прво место е Жезус од 228.000 играчи кои го продале, меѓу кои сум и јас. Видите, за мене, иако Филип нема да се сложи со тоа, нема доволен ретрн заради кога во споредба со цената и другите играчи кои можеме да ги добиеме на таа позиција, како што се Тони, Митровиќ и Исак пред да се повреди. Да, тој има 7 Да, 4 голи, 3 асистенции Да. на 7 утакмици. од кои
3 гола, една асистенција му беа во второто коло, Да, 2 со 2. или 2 со 2 беше. Да. А потоа од третото коло до осмото коло има 2 гола, една асистенција, од кои во 2 кола има по 1 бод, еднаш има 2 бода и 2 пати има по 6. Мислам дека Да. така беше. Што за мене не е доволно. Исто има и 4 жолти картони, на еден картон од суспензија, 12-то празно коло, лош распоред и јас се оправдувам затоа што е на прво место во најпродаваните. Јас се согласувам со моментот дека во овој момент не е меѓу најдобрите опции, ама до сега беше сосема добра опција. Иначе од сега натаму и Митровиќ, и Тони, и Исак ми се подобри опции во отприлика со тие пари, ми се подобри опции од него, така да Да, од сега натаму. Да си го имал Митровиќ во последните 5 кола или Тони би добил али да повеќе. си го имал Хесус, да си го имал Митровиќ во второ коло, а не Хесус, ќе пропаднеше Да, ма добро на почеток. 6 милиони на места, почетокот, така да тоа е тоа. Не можеш да го немаш, бидејќи беше Исто најзастапен и над на- 80%. И на почетокот беше 75% и сега е 75%. Над 80 беше. Само еден момент, не на почетокот. Добро, тоа Прилика тоа тие се се случи. процентите, 70-80%. Тоа се случи после второто коло. Да. Бидејќи после првото некои почна да го продаваат, баш тоа Пред дискутираме да дека почне- не е време да се продаде. Да. И потоа Да, после да. 19 бода. Да. Да, добро. Понатаму, На Ево, второто уште место еден е со кој што не се согласувам и не треба да е тука. Салах. Добро, тука 200.000 не можам, трансфер не, 198.000 не можам да кажам дека се оправи, иако јас го продав бидејќи направи wild card во претходното коло, го земав Кейн, имаше добар натпревар со Лестер дома, очекував повеќе, ми беше капитен, но влезе Сони и издоминира. Океј, пак Кейн имаше гол асистенција, што е Да. добро. Повеќе од Халанд, така да малку, Се доби неколку поенчи. да, си добив малку поенчина, иако од wild card очекував повеќе. Потоа продолжуваме со Рашфорд, 176.000 аут. Тука не знам што да кажам, ја го имам. Јас него Лош продав. распоред има, лош распоред. Да, но Генерално. тој највише поени направи со Арсенал. Да. Му одговара до такмици кај што ќе се бранат од Манчестер и кај што ќе иде на контри. Да. За таа цена е солиден играч. Плюс да. тој е средина, игра шпиц во Юнајтед. Работат за него фактички може да се каже. Тоа е кај Рашфорд. Мада има и мала повреда, тоа не го кажавме. Не знаеме дали сигурно ќе игра, но мислам дека Треба да ги- и излечен и може да игра И во другите? другото коло. Едегард оправдано е тука, 171.000, после оние 2-3 кола кога тој беше добар, немаше ни бројки ништо, тоа беше чиста случајност. Да. Го изнакупува многу, сега истите веројатно го продаваат. Да. Пето место Трент. Не знаем. Тука Ќе видиме исто за не знам што Трент, да ќе кажам, видиме. за Салах и за Трент не знам што да кажам. Да. И Последно последно место Зинченко. Зинченко. Јас го имав на почетокот, потоа тој се повреди. Се време се повреди, Да, Не знам, се се знае уште- дали ќе игра. Да. се уште е. Тирни се врати. И он се повреди се. И он е повреден? Да. Почна Това не повреди сме да знаел. Арсенал. Ќе видиме кој ќе игра Левбек коло. Па може да се врати Зинченко. М, Или уште но он аут? е повреден. Уште аут? Не се знае кој попрво ќе се опорави. Може на крај Џака ќе игра Левбек. Да. Не, сакам да кажам дека кога Тирни константно ќе почне да игра, може би Зинченко ќе почне да игра како последен играч за врска и тоа не би ни одговарало на фантази план. Така да исто оправдано Видиме, да. што е на оваа листа. И за крај избор на капитени. Да. Повели Филип. Три опции ова коло ги земеме Халанд и Салах као двете најочигледни опции и третата опција е Медисон со Нотингем Форест играат во понеделник. Швак на тортата, ако се имате добро коло и имате најдобро можно коло, може да иде со Медисон, Да, како што доста кажавме. добар диференцијал. Да, огромен диференцијал. Едно од најлошите одбрани у лигата се Нотингем Форест, а иако Лестер се нели лоша одбрана, у напад се уште и се оверачиверс и од претходните сезони, иако оваа година не се толку добри, али сме виделе Да, и по кои најмногу сезони. од тоа што се овера Чиврец, најголем заслуга има Медисон. Да, така да како диференцијал е одлична опција, иако нема добри бројки, али кој сака да пробува може. И другите две опции Халанд и Салах. За Халанд нема што многу да збориме. Нема што да се збори. 11 гола на 7 надпревари,
игра со Манчестер. Заради тоа е единствената работа зашто некои луѓе не би сакале да го стават, пошто Манчестер ќе се брани длабоко и само ќе се брани. Ќе видиме како ќе се снајдат. Да, Сити Халанд. Мислам, видовме дека Играше Халанд со екипи кои се да, брани. видовме, да. И другата опција е Салах. Со Брайтон, како што рековме, се добра, одлична одбрана. Ама сега со Дезерби не знаеме што ќе се случува. И го ставивме како, бидејќи Кейн не е опција со Арсенал. Го ставиме како За втора. мене, ја не би го кажал тоа. За Кейн Кейн? со Арсенал, Сека дава голови, ама не можеш да го ставиш капитен. Не Не можеш да го знам. ставиш капитен на гости со Арсенал. мене ме влече тоа. Можеш да го, ја ќе го имам, Кейн ја со ќе го имам во Арсенал, екипа. да, јас Сала го немам. Ја ќе го имам Кейн во Медисон екипа, ама не веројатно- го ставам веројатно капитен, ќе не го дека имам. сум навијач на Арсенал. Кейн со Арсенал и Халанд со Юнайтед ми се фаворити за ова кола. Моментот е што од Кейн За Салах знам од заради Кейн не Дезерби можеш и да ова. очекуваш многу поени, пример од Медисон или од Халанд или од Салах, можеш да очекуваш да 2 гола асистенција да имаат по 15 поена. Од Кейн е нереално да го очекуваш тоа против Арсенал на гости. Може да даде еден гол 6 поена, 7 дим, ама не да има 15. Така да апсайдот е многу поголем кај овие тројца што ги кажавме на некој Кейн. Арсенал моментално нема лев бек например. Да. Добре е ниси. Да, ма е се втора најдобра одбрана од лига. И први на табела. Видовме како помина со Юнайтед. Да, али тоа беше Шпицот на Юнайтед им даде 2 гола. нема да, ама кога се помери како лево криво, нема везе. Ќе видиме како ќе бидат тие три се како опции кои што би ги извоиле Халанд, Да. Салах и Медисон. Не знам друг ќе видиме. диференцијал дали би можел тука да се стави некој плюс. Нема тешки кола има. Тоа не со Арсенал, Да, мили се бират Юнайтед Манчестер игра со Сити. Нема кој. Тие се тие. Добро. Тоа е тоа. Поминавме се што имавме за Подолга ова од обично. многу подолго од обично. Оставаме сепак на вас вие да се одлучите за крај после сите овие информации кои ви ги презентиравме, кој ќе изберете во вашата wild карта, кој ќе ви биде капитен и го чекаме деветото коло. Се гледаме. Поздрав. Чао, чао.